Госпоѓо Габер Дамјановска, ви благодарам што вечерва сте со нас. Еден од клучните приоритети во реформскиот процес на владата е планот 18, каде што се вели дека изборот на судии и на обвинители ќе биде по заслуги. Значи ли ова дека достига судиите и обвинителите не беа избирани вака и што правиме со тие кои што биле бирани на друг начин? Не би можела да одговорам на вашето прашање од аспект на она што моментално го имам задолжението да го работам. Сепак Академијата е одговорна за идните генерации на суди и обвинители, кои што наша задача е да ги направиме квалитетни, со солидни професионални знаења и се разбира со личен интегритет. Академијата може да гарантира за идните генерации кои што успешно ќе ги положат приемните испити и кои што ќе ги минат сите стадиуми на обука во нашата академија. Токму довербата во правосудството, па и во професијата судија, обвинител е размишана кај граѓаните после сите работи што ги слушнавме особено во процесот на откривање на бомбите, од тефтери со имиња на суди, делење на предмети на рака, директни притисоци на политичари кои што се јавуваат врз суди и реагираат или инсинуираат како одреден предмет, каква завршница треба да има. Како да се врати оваа доверба ако ги трнеме настрана квалитетните кадри кои што вие ветувате дека Академијата ќе ги продуцира? По некоја линија на контакти со одредени граѓански организации кои што имаа направено анализа на тоа како граѓаните го восприемаат судството и дали сметаат дека има вакво непрофесионално, неодговорно работење или пак дури корупција, испаѓа дека граѓаните кои што биле во контролната група, кои што имале директен контакт заради своја учество во различни судења како заинтересирана страна и така натаму, сметаат повеќе од оние кои што немале дека сепак судовите си ја вршат својата работа. Тоа што се должи тогаш перцепцијата? Јас мислам дека со оглед на политичките настани што се случува во Република Македонија, кои што добија своја завршница или свој израз преку процесуирањето во одредени судови во нашата држава, дека бидејќи токму тие судови беа под светлото на јавности, како тие действуваат под овие околности, кај што кога се очекуваше државниот јавен обвинител тогашен да постапи по одредени сознанија за одредени состојби или што се случува, или пак други ситуации, дека бидејќи јавноста беше концентрирана на тие судови, се имаше такво чувство и впечаток како да тоа се состојби кои што важат за целото судство. Јас сепак мислам дека не е така и дека има делови на судството кои што сосема пристојно и нормално си ја работат својата работа. Сигурно дека има и честни исклучоци, што би рекле, меѓутоа тоа не е само перцепција на граѓаните или на новинарите. Европската унија во извештајот за напредокот на земјата исто така го нотира правосудството и воопшто функционирањето на правната држава како голема слабост и едно од поглавјата каде што најмногу ќе треба да се работи. Точно е и тоа, можам да се согласам со тоа, но ние имавме уставни измени поодамнешни, кои што ги постави основите на тоа како е организирано судството и како практично може да се добие одреден одговор на прашањето дали постои одредена одговорност за судија кој што нестручно или несовесно ја врши својата работа. Тоа се тела кои што имаат своја уставна позиционираност и законска се разбира и кои што би требале да функционираат ако се воочат такви недостатоци. Евентуално судиите кои што се сметало или јавните обвинители во соодветното тело, ако се смета дека непрофесионално или несовесно ја вршеле својата работа, треба да соодветните тела да решават за нивната одговорност. Тоа е институционалниот пат. Република Македонија не може неформално да биде една јавна судница која што луѓето ќе ги жигосува на овој или на оној начин, туку се знае дека се тоа мора да оди низ институциите на државата. Ако тие сметаме дека не функционираат, тогаш треба да се даде одговор зошто не функционираат, нели? Се мора да се лоцира проблемот онаму каде што лежи суштината. Тука можеме да се осврнеме на политичката воља воопшто за реформи во правосудството. Точно е дека судската власт и извршната власт треба да се паралели, кои што не се допираат, меѓутоа токму
преку владата и преку нејзиниот ангажман за реформи во ова поле, мора да има некаков тип на соработка. Сега кога зборуваме за резигнираност на граѓаните од одредени ликови кои што се појавуваат повторно во улога на реформатори на судството и слично, тогаш веројатно топката треба повторно да се сврти на Илинденска безброј. Па сега, знаете, идејата е судството да го добие своето место онака како што е определено како трета власт, која што приоритет дава на професионалното постапување и работење. Ако тоа не е случај и ако трпи големо влијание од извршната власт, која и да е, тогаш не можеме да зборуваме за нормално функционирање на еден уставен систем. Во тој, можеби, дел од тоа, како состојба, можеме да го најдеме како паралела и во други држави во нашето обкружување. Тоа се понови демократи, кои што развитокот и востанувањето на професионалните тела не го изоделе оној историски пат на изборување за нивна комплетна независност. Тоа е исто така наша задача, но тоа не се решава со чисти институционални решенија, туку малку повеќе има лога и самото ниво на развој на демократските процеси и односите во едно општество кое што не се директно мерливи, но се чувствуваат и мислам дека Република Македонија таа задача своја мора некако да си ја одрази во идниот развој да биде повидлива. Дел има одговори институционални кога ќе се најде одреден проблем за тоа, например, како се решава за одговорноста на судија во рамките на судскиот совет, сега се нуди еден поинаков механизам, подетализиран, пообразложен и така натаму, за да тоа се остварува, но не е секогаш само институционалниот одговор. Малци и свеста мора да се развие во еден друг правец. Кога веќе зборуваме за развојот на Македонија на демократските процеси како една слаба демократија, интеграциите кон Европската унија и самиот процес на преговори сигурно ќе ги наметне посакуваните реформи побрзо или поспоро, зависи од нашите капацитети. За овој процес да почне, неопходно е да заврши оној процес на уставни измени за конечна имплементација на договорот од Преспа. Во таа насока и законот за амнестија кој што помина деновиве. Како мислите да се истурка овој процес на амнестија, при тоа да се зачува дигнитетот на професијата, да се зачува довербата на идните млади обвинители и судии кои што ќе сакаат да се занимаваат со тоа, за да не кренат раце и да речат па зошто би го работела јас ова, кога на крај било кој политичар може на сред судски процес истиот да го прекине со законско решение. Па зборуваме за еден процес кој што ќе го цитирам извештајот на Европската унија, почнуваме од заробена држава за да се обидеме да влеземе во некои нормални текови. За да веќе имаме и дозвола за отворање на поглавијата, за подотворена врата кон Европската унија и сите оние процеси кои што мора и искалила да ги мине Република Македонија за да конечно успее да влезе како член во Европската унија. Не мислам дека тој процес е лесен и тоа го гледаме во рамки на бројните отстапки кои што системот македонски мора да ги претрпи за да може да ја отвори таа врата. Овде во случајов со амнестијата имаме еден реалистичен пристап кој што се разбира дека не е по правните правила, се разбира дека не е задоволство на било кој обвинител или судија, неговата макотрпна работа да мора да ја ограничи во одредени случаи, а да дозволи во други да биде применето правото, но едноставно јас го гледам како прагматичен пристап за да може Република Македонија да влезе во тие текови, да успее да поминат уставните измени. Сите сме свесни за тоа, сите мислам дека ни е потполно јасно. Видовме дека Европска унија имаше реакција во која што го поздрави процесот. Така е, и денес веќе Европската унија го поздрави како вели како чекор на помирување. Сега можеби е тоа случај, исто така да направиме една паралела
на овој закон заедно со законот од 2001 година, амнестијата која беше после конфликтот кој што го мина Република Македонија. Една огромна група луѓе со општи одреди беше покриена со таа амнестија и беа конкретно издвоени одредени кривични дела. Знаеме дека тие кривични дела беа против човештвото, заради тоа има и посебна, беа отворени во Хаг како такви и потоа префрлени на Република Македонија да ги процесуира и да ги решава, но исто така знаеме дека како резултат на предизборен политички договор, партиите кои веднаш после изборите, собранието со едно толкување ги покрии тие случаи за тие лица да не бидат кривично гонети од тој аспект. Токму затоа и граѓаните се разочарани зашто, како што велите, не е прв случај. Амнестијата не е постојано на дневното мени. Во ваков или онаков облик. Па идејата е дека ако од заробено општество се движиме кон нормално општество, дека системот ќе профункционира и дека нема да се најдат идните генерации во таква незгодна ситуација за да мораат на овој начин да ги решаваат предметите кои што ќе се наоѓаат пред нив. Дека конечно ќе треба владењето на правото да преовлада и дека други процеси ќе почнат кои што сме толку желни сите овие години во Република Македонија. Некаде имаше коментар дека можеби прифатливо би било во законот да има член кој што ќе вели дека ова е последната амнестија. Еднаш за секогаш. Па и тоа не е лошо. Да се спакува. Ама и да не е само декларативно, туку реалистично, да почнат да функционираат законите и да се применуваат како што треба. Кажете ми сега околу вашата функција, вие сте избран за председател на Академијата за судии и обвинители, за директор се извинувам, на Академијата за судии и обвинители, исклучително важна институција воопшто во функционирањето на судството и правосудството во Македонија. Каков предизвик ви е ова функција и кои се вашите чекори што ќе ги преземете? Голем предизвик е, како што и претходно реков, да се од Академијата да излегуваат бројни квалитетни идни судии и јавни обвинители. Една препорака од оценската мисија е дека Академијата е пожелно да има специјализирани денови со кои прави средби со студентите кои што се на последните години на правните факултети за популаризирање на улогата на Академијата и за можната наобразба која што таа ја нуди за таква правосудна кариера на младите луѓе. Тоа е единствена можност да се анимира и популаризацијата се разбира на тоа што значи да се биде успешен јавен обвинител и судија. Тоа ќе зависи од реформите како ќе течат, претпоставувам, зашто? Да, со тоа што моментално самото судство и обвинителство имаат голем број на упразнети места. Проекциите кажуваат, бидејќи тие се обврзани да информираат Академијата за нивните потреби до крај на март тековната година, самите обвинители имаат потреба од нешто над 50 места, да се пополнат со кадри, нешто помалку, околу 40 имаат судовите. Зборуваме за основните судови и основните јавни обвинителства. Актуелно ќе завршат со слушање, односно со практичниот дел на обуката, кадри од 6-та генерација на слушатели, кои што ќе го полагат завршниот испит крај на јуни, почеток на јули следната година и ќе можат веќе да пополнат дел од местата од ова што се веќе евидентирани дека има потреба. Бидејќи се поголеми потребите отколку што временски Академијата може да покрие со кадри со ова генерација 6-та што ќе заврши, идејата е да се овозможи на почеток на следната година да има еден нов упис на две групи кои што ќе бидат евентуално заради потребите на обвинителството, една група да биде само со кандидати за обвинителството, другата да биде мешана група, значи идни суди и јавни обвинители. Како тоа просторно ќе го изведеме, ќе видиме, бидејќи капацитетите на Академијата сепак се лимитирани, а истовремено мораме да имаме и континуирана обука за судија, не само основна обука. Ќе видиме, но амбицијата ја имаме, желбата ја имаме,
и ќе се обидеме да излеземе во пресрет на потребите. Кажете ми само на крај како ја гледате улогата на академијата во натамошните процеси и колку мислите дека ќе може да земе учество во реформите кои што ќе доаѓаат со процесот на интеграција? Реформата може да се прави со квалитетни млади кадри. И тоа е нашата задача. Исто така, реформата може да се прави и со континуираната едукација кон веќе постојните кадри во судството и обвинителството, така да јас се надевам дека можеме да обезбедиме квалитетни предавачи, квалитетни информации, па еве дури поголеми формираност за правото на Европската Унија, нови димензии кои што би били интересни за слушање. И тоа не само судиите обвинителите, по закон Академијата може да ги инкорпорира во тие едукативни процеси и нотарите, извршителите, медиаторите во иднина, Повеќе алки на системот што може да помогне. Значи може да се најдат заеднички точки на интерес за доедукација и други институции кои што практично имаат допирни точки во нивното работење со работата на судовите. Така да може да биде алка на поврзување на кога се работи за една конкретна тема, каде што може да се најдат различни чинители, да разменат информации и евентуално да ги лоцираат точките каде што може да ја направат соработката поуспешна во нивниот домен. Ќе го почекаме и следниот извештај на Европската Унија, следниот јуни, па ќе видиме колку сите алки биле доволно силни во тој синџир. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам на поканата. Благодарам.